Општина Куманово ги известува сите правни субјекти дека во согласност со одредбите за присилна наплата од Закон за даноци на имот, како и од Законот за комунална такса за фирмарина, започна постапка за присилна наплата на ненаплатените побарувања по основ на годишниот данок на имот и годишната такса за фирма, односно називна деловна просторија за 2020 година. Физичките лица добиваат решенија за присилна наплата за сите години за кои ги немаат подмирено обврските по основ на данок на имот, заклучно со 2020 година. Исто така започна и дистрибуцијата на опомени за неплатен данок на имот за 2021 година до сите физички и правни лица, како и опомени за неплатена годишна такса за фирма, односно фирмарина. Со оглед на фактот дека решенијата за присилна наплата и опомените се генерирани на 17 ноември, а дистрибуцијата започна од петок, 28 јануари, сите субјекти, правни и физички лица кои во меѓувреме ги имаат подмирено обврските, нека не ги земат предвид опомените и решенијата за присилна наплата, велат од Општина Куманово. Во месец април 2021 година Општина Куманово ги дистрибуираше решенијата за данок на имот и комунална такса за фирмарина за 2021 година до сите правни и физички лица кои поседуваат недвижен имот и вршат дејност на територијата на Општина Куманово. Од причина што рокот во кој требаше да се изврши наплатата на заостанатиот долг по доставената опомена е поминат по основна ненаплатениот годишен данок и комунална такса, односно фирмарина за 2020 година, Општина Куманово изготви решенија за присилна наплата кои се доставуваат до даночните, односно таксените обврзници. Им укажуваме на сите даночни и таксени обврзници кои по горе наведените основи имаат заостанати и неплатени долгови да ги подмират своите обврски. Напоменуваме дека доколку по добивањето на ваквото решение нема да биде подмирен долгот, согласно член 73 од Законот за даноци на имот, ќе се изготви решение за забрана на користење на средства и истите ќе бидат доставени до банките. За сите нејасноти и објаснувања во овој дел, граѓаните и правните лица може да се обратат во просториите на секторот за даноци и такси при Општина Куманово во поранишната зграда на АД Козјак спроти градскиот стадион, се вели во соопштенијето од Општина Куманово.